Верувам дека ви беше забавно и интересно во првиот дел, така ќе останеме и до крај на ово утринско дружење, а како што е редот и како што е денот, 1 декември, покрај тоа што сме ете во убава утринска боја, јас и мојата драга колешка Бисера, со оглед на тоа дека денеска веќе ние го отпочнуваме последниот месец од оваа година. Така запрашаме доктор Савески, каде и како од тука заминувате, доктор Савески? Видите, денеска ни е денот и поводот за кој што сте ни гостин. На еден начин да се поткрена, разбуди свеста доколку се уште истата не. Така да каде ви спраќаме од тука? Значи, веднаш после гостувањето во вашата емисија, одам на конференцијата, односно на националната конференција за ХИВ, која што ги вклучува сите засегнати страни околу епидемијата на ХИВ во Македонија, односно Министерството за здравство, инфективната клиника, Сдруженијата на граѓани, односно организацијата Заедно посилни, која што е здружение на лицата кои што живеат со ХИВ, организацијата ХЕРА, кои што заедно со представници на меѓународни институции, кои што треба да направиме еден пресек до каде е Македонија во исполнување на целите за ставање на крај на епидемијата со ХИВ во Македонија, односно да видиме во што сме добри, нели, малце да се пофалиме, што добро работиме, да се критикуваме, но исто така и да се критикуваме, каде се предизвиците, каде се проблемите, а најчесто не сакам да зборувам за проблеми, туку повеќе за предизвици, да видиме што можеме да направиме со сите капацитети што ги имаме и како доколку нели немаме за нешто капацитети, како тие да ги направиме, со цел да бидеме оној добар и позитивен пример како што сме до сега. Сигурно има многу предизвици кои што треба да ги надминеме, ние со тие се соочуваме и секој ден, или го кажуваат тоа Сдруженијата на граѓани кои што работат на терен, или пак младите, или пак пациентите кои што доаѓаат. Има многу работи кои што треба да се подобрат. Ние секако работиме на клиниката по стандарди, значи кои што се препорачани и од Светската здравствена организација и од Европското здружение за СИДА, но секогаш има простор нели да се подобри. Ние имаме ентузијазам тоа да се направи, така да ќе направиме еден пресек да видиме како ни се движат бројките годиниве уназад, каква е состојбата моментално, како би очекувале да биде следниот период, со колку пари располагаме, каде треба да ни биде фокусот, така да навистина за многу работи. Со париве може деликатно, но верувам дека убави се шегувам, верувам дека убави заклучоци ќе се донесат и ќе бидеме само една добра точка на мапата во светот, барем со нешто да се пофалиме дека ете третираме или сме во добра насока. А дека сме ние во добра насока да ве разбудиме со едни интересни прашања. Повелета Лорета пред вас има еден мал сад со интересни прашања кои што и подадете кон докторот и кон Галетановски да ни ги одговорите, да ве раздвижиме и да ве расониме дополнително. Повелете, прочитате ни го гласно прашањето и одговорите ни го. Господјата Лорета на средина, да, како единствена дама во ова машко друштво. Прочитате ни го гласно прашањето. Што се во хороскоп, што велат астролозите за твојот знак? Што сте хороскоп? Девица? И јас? Не знам што велат астролозите. Не пратите, не читате едноставно? Добро. Не. И не знам, навистина не знам што велат астролозите. Супер се девиците, одлични се. Колешката Бисер, верувам дека детално ја знае астролошката карта. Ви благодарам на одговорот. Благодарам. Галетановски? Која детска навика се уште не можеш да ја промениш? Па многу јам, не знам. Која е така нешто што прво ви паѓа на памет? Стварно не знам која да издвојам. Не можете без другарите од детство? Тоа се подразбира, да. Се подразбира? Да. Добро. Тоа ми е прво, чим станеш се јавуваш кај сите што... Кај кого прво се јавувате, кога утрински се будите? Па кај тие што секој ден се контактираш од деца со нив. Така, тие се пријателства кои не се менува. Не се менјаат и таа навика. Ке ги видиме и низ фотографија. Ке ги видиме и низ фотографија и убави се тие пријателства да останат, затоа што тие се они искрени пријателства кои ги создаваме без интерес. Така е. Доктор Савески? Ако можеш еден ден да поминеш како некоја позната личност, која личност би ја избрал? Мислам дека немам некоја конкретна личност која би ја избрал, ама сигурно би било нешто поврзано со некој бенд. Не, сосема спротивно. Да, со некој бенд на некоја турнеја, чисто да усетам каква е таа енергија и еуфорија, да. Која музика ја слушате? Чисто да се тргна малце. Која музика и кој бенд тебе прво ви паѓа на памет?
Помилен бенд кога бев помлад ми беше Крембери, се уште ги слушам, така да. И ги слушав. Да. Ми се допаѓа веќе енергијата која што ја имаме, а кога споменавме времето и некогаш и кога Галетановски ги спомена своите пријатели, да ги видиме неговите фотографии, да се навратиме и да споменеме убави моменти кои тој не ги споделува ни слика. Да ги погледнеме фотографиите. Ете. Слободно, Ѓорги, подели ни што гледаме градски луѓе. Така. Пеđa, нашиот камењар на средина од ова убаво друштво. И кај двајцата имат чест да работам и млади години. Кој беше подобар директор или како да го кажем? Па камењар беше така построг, Пеđa лабав, полабав беше. Али и двајцата окей искуство. Не прашувам кој подобро плаќал, многу е неблагодарно прашањето. Ќе си кажам, ја немам гајде, него и од двајцата големо искуство имам. Така. Кој е најдобриот совет од едниот и од другиот, бидејќи денеска се одлични? Кој што кажав, кај камењар беше битна дисциплината, многу немаше каснења и немаше импровизација и работата. Кај Пеđa беше битно да се задоволни гостите. Он со тоа се замараше поише, не обрнуваше многу на друго внимание, али и двајцата окей. Така. Имате сега ентузијазам, Ѓорги, да го вратите ноќниот живот, да направите клуб, не знам, да отворите кафич. Кога сме кај клуб... Лично, јас не би отворил клуб, бидејќи имам многу пријатели што имаат и клубови, и ресторани, и кафичи, но правам се и на младите им помагам за било кај да треба да искочат, да се јавам кај мои пријатели, да резервираат маса во секое време. Не сум одбил никој што е помлад. Значи, Александра, чомбе да го бараме кога излегува. Знае Александра. Еве, кога сме кај ноќниот живот, уште еден со столе, да, ентузијаст во ноќниот живот. И ова ми е секојдневие, тука ми е исто. Така. Тука ми е секојдневие, у интермецо пијам кафе. Па еден од култните кафичи што остана у градов кај што можеш да искочиш кој човек и со гости да ти дојдат, што се вика да се отсрамиш, кај што има и програма. Жителите на Капиштец понекогаш така знаат да имаат поплака. Знаат, меѓутоа мислам дека и они не можат па без интермецо. Едни без други не може. Да. Навика и за кафе и за искачање, носат добри диџеи, добри концерти прават, така да секојдневие ме и тука. Од оваа дистанца тажна фотографија. Да. Така. Колку кучани Ѓорги ги потсети собствениците на клубовите дека треба да се пратат правилата? За жал и за среќа ги потсети дека веќе не може да има импровизација во ниедна инвестиција во ноќен живот, па и во дневна шема. Значи мора да се почитуваат тие протоколи што биле испуштани, биле импровизирани во минатото и јас од секогаш сум бил за тоа да ги следиме проевропските и светските стандарди. Или инвестираш како што треба, според сите протоколи, или не треба импровизација да има ни у ноќниот живот, ни у ресторани, ни у кафичи. Така да научивме една скапа лекција, изгубивме многу луѓе. Драги луѓе. Така. Семејствата од Кочани изгубија нешто што цел живот со генерации нема да ги утеши ништо, така да се надеваме дека никогаш нема да се повтори. Жал. Од тажна, една убава и позитивна фотографија, од го споменавме Воја, пријател на Канал 5 и на Здраво Македонија, но кого останато гледаме на фотографијата, зо негователи? Исто, да, десно е Саше што работеше со змии, гуштери, со рептилите. Така. И беше исто еден од одговорните, како и Воја во Золошка. За Воја нема што да кажам, све знаете. Многу е познат меѓу. Па и и си ја знае работата. Лево е човекот што е одговорен за технички работи во Золошка, безбедноста, стандардите и така. Да не ни се прошета некој лав низ Скопје. Па да, за безбедноста на живеалиштата. Имаше ти омилено животно додека работеше како директор во Золошката? Да ви кажам, славост ми беа слониците, некако. Интересно. Како ги донесовме, тем беа лепота
и за гледање, да ги гледаш цел ден како живеат, како се караат, како се смируваат, како луѓе, бе, стварно. Мислам дека дури и повеќе се разбираат од луѓето денес. Па, бога ми, како дојде време, да. Тоа ми се другарите од деца. Ете, ги споменавме кого се гледаме на фотографија. Другарите од деца, десно е Филип Андов Сокол, право средина Јовица, лево Дарко Каевски, тие сите мислам. Кисела вода. Да, од мало и од деца, од основно. Така. Различни генерации, но верувам дека... Па само Дарко Каевски е помало од нас. Така. Ова е у Белград, директорот на зоолошката во Белград, кој ми е исто и личен пријател, ми остана текота, Срвојлјуб, кој е уште актуелен таму директор. Зоолошката, знаете, у Белград на какво Далеко е од она што е во Скопје. Едно време се приближивме и дојдовме скоро на исто ниво со неа. За жал сега сме пак многу далеку. Човек што ја води зоолошката безпрекорно. Хигиената е на врно ниво, животни секогаш нови. Многу ни помогнаа на Скопската зоолошка. И се надевам дека кој да биде сега директор исто ќе продолжат да помагаат, вајде ќе продолжат со работа. Така. А доколку ви ја дадат понудата повторно да се вратите како директор на зоолошката градина во Скопје, би ја прифатили? Тоа болно прашање. Не знам сега во оваа ситуација дали би ја прифатил стварно. Ептене девастирано. Нема ни посетители, нема. Среќа што вработениве се нормални, што остана таа кај нив ентузијазамот, љубовта кон животните и што се луѓе со голема одговорност, што све би дале за животните и оние одржуваат денес ги одржуваат животните на нивото, бидејќи тоа што го направивме ние во тие 3 години, го одржа овие 4 години, кај што никој не вложи во зоолошката. Се надеваме сега дека ќе постават директор што ќе им помага на вработените и што ќе направи све да се врати зоолошката и во посетеност и во услови како што беше едно време. Така, се надеваме и ние како граѓани и чести посетители на зоолошката градина во Скопје, така да се надеваме на едно подобро утре. Но кога имаме добар директор на добра позиција, резултатите се повеќе од очигледни. Да ги погледнеме фотографиите на господјата Лорета и да поразговараме за истите. Започнеме со поемотивните, приватните. Приватните, така. Слободно коментирајте што гледаме на екранот. Ова е една фотографија. Со многу љубов. Со многу љубов. Всушност на ова место имам 2 фотографии, исти, само во среда има 2 различни личности и различен месец. Тоа се моите кирки, близначки, кои што дипломираа на Финки и ова е една од тие фотографии. Честитки. Да, емотивна и тоа сум јас. Така. Да. Честитки, секоја чест за двете близначки, да. Двете на истиот универзитет? Да. Ева другата. Така. Ова се керките? Ова е другата керка, да. Што прават тие денес? Денес работата. Верувам. Да. Денес работата, ева неколку денови, имаат работно место ново и така, нов предизвик. Нов предизвик. Тие се на постдипломски студии, исто имениот факултет. Секоја чест. И вие сте горда мајка. Така да, секоја чест. Допрва да нижете убави успеси од вашите керки, како и што го правите тоа на работното место. Благодарам. Секој треба да патува, тоа е најубавото нешто што може да ни се случи. Ова е од патувањата. Еразмус обуките кои што ги имавме, овде имавме во Италија партнерска соработка со Турција и Италија. И тука е еден од најстарите градови, нели, Матера, каде што ми е особено драга фотографија. Бевме така на посета од нашите домаќини, организирана од нашите домаќини, покрај активностите кои што најчесто нели ги работиме со земјата домаќин кој што најчесто се запознаваме и со културните програми, културното наследство на една земја. Ова беше една од тие фотографии.
Што најмногу ви се допадна во овој град? Овој град, па тој е еден од најстарите градови. Не храната, дали ви се Толку допадна? интересен, да. Што гледаме на оваа фотографија? Ова е една од работилниците кои што ги организираме во училиштето. Ова е во стариот објект, постара е повеќе од 10, не, овде е околу 6-7 години. Тука активно работиме на една од работилниците, колишките, нели, работат заедно со учениците, тие тоа го сакаат. Овие активности се многу добри за нашите ученици. Така. Многу корисни. Следна фотографија. Ова е во парк, на школка, учествуваме во сите активности кои што, нели, каде што сме поканети. Тука имаме и волонтерска улога од страна на нашите колеги, од страна на образовните асистенти. Ова беше еден настан каде што се вклучивме сите. Имаше некој надпреварувачки дух, имаше продажна изложба, имавме изработки, имавме своји штандови. Чисто го правиме ова како училиште. Така, одлично. Следна фотографија. Да, еве. Тоа е тоа. Споменавме продажен штанд, ова верувам дека е тоа се еден од изработки истите. кои што ги изработуваме заедно со учениците и понекогаш каде што има таква потреба, ние учествуваме. Ова беше од некоја символичен Така. Поддршка и подкрепа. Да, Одлично. повеќе. Ова се првата генерација образовни асистенти кои што, нели, ете така ми будат емотивни чувства. Време на ковид, веруваме. Во време на ковид, значи, тука беше трансформацијата, беше првиот оглас, беше првата обука, бевме многу возбудени, не знам, бевме полни со енергија, предизвик, навистина убави спомени имаме од оваа група на асистенти. Овде сме во Ница, каде што следевме обука. Ова е нашата изработка со колишките. Ова ми се колишките, специјални едукатори и рехабилитатори, со кои што посметивме обука за смартфони, дигитализација и така нешто, па ова беше дел од активноста која што ја работевме. Интересна тема која што е многу популарна денес, Да, така да имаме многу теми за разговор, но времето ни е многу кратко. Што гледаме на оваа фотографија? Да, тука сме исто така во Франција, каде што ја завршивме успешно обуката за музикотерапија, која што ни е многу од корист за нашите ученици и ја применуваме во нашето училиште. Тука сум јас, моите колеги, колишката од оделенска настава, колишката која што исто така е вклучена во Еразмус проектите и колегата по музичко образование. Кој верувам го има најголемиот придонес во музикотерапија. Да. Овда секоја година по повод новогодишните празници добиваме подароци. Ова е еден од подароците кои што, нели, ги добива нашето училиште и секогаш си правиме подароци и во знак на благодарност си ги објавуваме, нели, овака сликите. Ова ни е донација од Собрание на Република Северна Македонија. И секоја година и оваа година ќе добиеме, нели, наставни помагала. Значи во овие големи кутии тоа се наставни помагала со кои што работиме, донација преку целата година. Така. Ова се учениците на еден проект кој што работиме во Изгейт. Проектот беше финансиран од ДМ Дрогери, каде што работевме на тема здрава храна, храна која што се применува кај учениците со атипичен развој, безглутенска храна, и тука беше еден вид саем, запознавање, учествуваа родители, ученици, така, беше од отворен тип. Еве, да, ова е тој дел од тој настан. Ова е тимот кој што го реализираше, нели, овој настан, каде што бевме сите вклучени, дел од сите тие активности кои што се спроведуваа, нели, од тој проект. Потоа имавме и работилници за родители и така натаму. Ова е нашиот центар за поддршка во Илинден.
Ова е фотографија пред 2-3 години, каде што направивме една работилница. Не знам дали на почетокот споменав дека нашето училиште покрај дејноста која што обавува, поддршката која што ја даваме на основните училишта, во својот состав имаме и центри за поддршка, односно поранешните посебни паралелки сега се центри за поддршка, доколку во самаја паралелките нема ученици. Така, со трансформацијата на образовниот систем. Се трансформираат во центри за поддршка. Ова е наш центар во училиштето Гоце Делчев во Илинден. Тука се работи индивидуално со учениците кои што имаат таа потреба и секој ученик кој што има наот и мислење согласно стручната служба за проценка, кој што стои дека треба да има работа со специјален едукатор и рехабилитатор, може да добие индивидуална поддршка. Поддршката е бесплатна и со него работи специјален едукатор и рехабилитатор согласно неговите потреби и способности врз основа на сите овие адаптирани материјали со кои што е потребно да се работи со учениците. Наградите и признанијата се повеќе. На Карабук, тука бевме во Турција, имавме активност со партнерската земја, од Турција, Еразмус проект, на кој што покрај креативните работилници кои што ги имаме, за да можеме да ги работиме со нашите ученици, каде што креиравме, работевме, ги представувавме моделите, имавме и посета на општината и ова беше градоначалникот на тој град. Што едно патуваме? Ова е денот на независноста, 4 јули, во Америчка амбасада, каде што бев поканата, една од драгите фотографии. Доста интересно. Верувам дека и земја поддржувачна. Имавме добра соработка. Претходно имавме и многу разговори и дискусии за работата наша и така. Ова се една од активностите која што ја спроведуваме со учениците. Во минатата година имавме доста активности која што секоја недела или неколку пати во неделата во различни групи учениците го посетуваа спортскиот центар Борис Трајковски и со наставникот по физичко образование, секако специјални едукатори, рехабилитатори, неговател и родител присуствуваа на овие вежби кои што се изведуваа на базенот и имавме часови по пливање. Тоа планираме да го направиме во текот на овој месец, да ги продолжиме активностите. Кажав дека малку имавме оправдани причини за застој. Да, застој, како некој застој. Меѓутоа ја не би рекла дека сме застанати. Да, овие се тие доста добри активности кои што развиваат координација. Ова е една активност која што ја направивме со учениците, спортски настан, игри значи беше вклучено целото училиште. Се емитуваше во живо, самите вежби, работа со учениците, доста интересно, доста забавно, тешко и напорно, да се изведат сите тие вежби. Учествуваа сите вработени, сите ученици, заедно со други координатори кои што исто така ни помогнаа да се вклучиме во овие активности. Тимската работа секогаш дава супер резултат. Ова е една од наградите кои што ја добивме минатата година. Една од наградите, ќе кажам, беше додадена од страна на Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори. Навистина ми е драго што бевме препознаени како ресурсен центар кој што ја дава поддршката за на овие ученици, поддршката во процесот на инклузијата. Така. Ова веќе не се новите простори.
Така е. кои што ги доуредуваме. И верувам дека ќе бидат во уште поубав сјај во новиот објект и затоа секојдневно ќе даваме време и простор повеќе за она што го работите, бидејќи мислам дека го нема доволно медиумското внимание кое го заслужувате. Рече сме пред крај на ова утринско издание, денеска ни е нов месец, нова енергија, па само би ве прашала за што ќе бидете благодарни оваа година и што ќе реализирате следна година. Галетановски. Па оваа година нема баш многу поубаво да ја памтам, освен што ќе се надевам наредната да биде поубава. Зошто така песимизам сега вака утрински? Не, мене лично ми се десија некои неубави работи и сакам да помине што побрзо. И да се надаме другата дека ќе донесе по-убав, по-нормален живот за сите. Подобар стандард, почист град. Тоа, што друго да се Ќе те жениме ли следна година? Па здравје Боже, да. Здравје Зашо Боже? да не, Ако да. не се исели, би се иселил ли некогаш, бидејќи зборувавме и за иселувањето на младите, ако добиете прилика за подобра функција Имав по плата многу. на работа? Имав многу прилики да се иселам во животот и уште имам. Не ми се верува чин до сега не се иселив. Некако кај да отидам, често патувам, ме влече назад. Не можам без Скопје некако ичи. Што ве држи тука? Па Љубовта, Бисарче. Која љубов? Са не зборувавме за женење. Не, него навиките, Пријателите, животот, претпоставам, пријателите, другарите, сегде кај што идеме е све убаво, ама го нема овој живот, да не се лажеме, кој тука што живееме. Нема тука, сегде као тука што дремеме по кафења по 2 сата, сегде е брзински живот, 10 минути. Да, покомфортни сме тука. Тешко е да се навикнеме и не би се иселил, никад мислам не. И апелирам исто и младите да не се селат, сите да пробат да работат тука, да останат. Која е најдобрата работа што сте имале досега во животот, бидејќи сте промениле многу, најразлични работи, професии, до битни функции, денеска да го работите, на што го работите? Најдобра како работа ми била управувањето со зоолошката градина. Најдолго и најзабавно ми било менаџерството, 17 години, ама знаете, на тоа мора да понестеш сам точка, нема крај тоа. Така е, тоа е почеток без крај. Да, и ја и претерав до 36 работев менаџер. Тоа поише од 30 години, више си штетиш сам на себе. Ги губиш сите здрави навики, малце е лошо тоа. Така. Господја Лорета, зашто ќе сте благодарни во оваа година и што би сакале да реализирате до година? Оваа година за си сум благодарна. Навистина имавме плодна и убава година и на приватен и на професионален план. Нека продолжи така и во 26-та година, нека имаме нови предизвици. Пред се да сме живи и здрави, а се понатаму, нели, ќе си дојда си на свое место. Се надевам дека ќе имаме и други слични проекти, не само во областа на спортот, како што беше сега со Touch the Goal. Ќе имаме и некои други проекти, имаме идеи, имаме ентузијазам, имаме нели жилба да го работиме тоа и се надевам дека ќе продолжиме до 2026 година, да бидеме малку нели во современи услови и да бидеме и ние малку посовремени како ресурсен. Имате одличен тим, така да верувам дека целиот тим ја прави убавата слика. Огромен поздрав до целиот тим од вашето училиште која прави сликата да биде поубава и поуспешна, не само вие како директор. Така е, навистина имам прекрасен тим, вработени родители кои што не поддржуваат и нели сигурно јас сум само прва меѓу еднаквите и се тоа не би можела сама да го постигнам. Тие се тука да ме поддржат и секогаш ме поддржуваат без разлика, нели, кога имаме, секогаш имаме иста цел. Така. Таа цел секогаш заеднички ја остваруваме и секогаш на крај ја остваруваме успешно и достојно за нашата институција. Верувам дека и во 2026 година ќе биде исто. Доктор Савевски, ваша е благодарност за оваа година и што би сакале следна година да реализирате? Јас само би се надоврзал на Лорета што го кажа, тоа е првенствено сум благодарен дека сите тие што ги сакам лично и ја, сите се живи и здрави и такви да станеме и наредната година, затоа што сметам дека тоа е базата. Потребна е многу љубов, многу истреност, многу верба за да се што сме замислиле, тој некој внатрешен глас што ни кажува каде што не турка, каде припаѓаме и што ние треба да сработиме, да се го послушаме
и едноставно да стигнеме до она што целта. треба да го направиме во овој живот најдобро што можеме. Така да некоја благодарност на секој ден вежбање, нели, благодарност за се она што го имаме, што ние можеби нас сметаме дека ни следува или не го приметуваме, но за многу луѓе ова што ние го имаме сепак можеби станува луксуз и за некого е недостижност, па можеби некоја вежбање и благодарност и скромност е многу исто потребно. Убава мисла на крај кажавте. Бисера, мислам дека немаме што да додадеме. Имаме уште многу прашања, но за следна емисија. Така, доктор Савевски ни должи и фотографии, но во следна прилика повторно ќе ве поканиме и малку поприватно да ве запознаеме и да ви издвоиме од денот 1 декември. Да, може порано, не мора наредна година да се видиме во декември, да. Така. Јавно ви благодарам на сите за одвоеното време. Ви посакуваме успех, убава енергија, убаво да ја заокружите оваа 2025 и уште поубаво да ја започнете 2026. Бисера, мислам дека одлични разговори до сега. Така, Александро, одлични разговори и ќе направиме кратка пауза и повторно ќе се вратиме во студиото.